Добра вечер и убава вечер од Владо Павлов. Едно големо благодарам. Првото видео има преку 13.000 посетители. Првото видео каде што сум јас вклучен. Првото видео каде што сум до пирамидата Бела. Тоа е доказ дека веќе народот се буди. Едно од најголемите тајни кои што ги поврзуваме со ова видео е повикот кој што го упативме кон најповиканите, кој што не верувам дека заедно со наша соработка истите тие ќе бараат да докажеме вистината, ќе бараат да ги пуштиме скенерите на локалитетот Алењак, локалитет од бронзено време. Значи, едноставно стравот е голем, затоа што овде ќе дојдеме до големи вистини и овде ќе дојдеме до големи перипетија, каде што со право секој од вас ќе свати зошто Владо Павлов и сите вие кои што сте маратонци и кои што сте на целта од последниот круг и истите ќе имате целосна вистина дека сето тоа не е било случајно. Значи, вистината за пирамидата Бела, која што е поврзана со престолнината на Архелај I, е место каде што е роден Филип Македонецот. Никој од најповиканите не сака да се произнесе. Се е во моук. А како што идат работите, повеќе од јасно е дека новата инфлација, новите покачувања на плата кои што ги бараат работниците за 600 евра минималец, а не прашаат нас дали можеме да излеземе во пресред, повеќе од јасно е дека овие дела ќе воскреснат. Затоа што археолошкиот туризам во поглед на вистината за Македонија ќе значи не 600 евра минималец, ќе значи и повеќе од 1000 евра минималец. Затоа што светот тоа го бара. Светот ја бара вистината, а не лагата која што е запечатена кај денешниот јужен сосед. А овде зацементирана. И сите други дела кои што ги правеле древните македонци, ќе се вратите сите, веруете ми, на враќање на макот, на враќање на земјоделските култури, на враќање ако треба и на памукот. Ама пред се, сите вие заедно ќе ги вратите оргонските врвови на пирамидите во Македонија, за да имате производ без пестициди, како што некогаш овде на врвот имало. А Бога ми, и маглата ќе ја тргнете, која што повеќе од јасно дека најголема корис имаат грдите кои се шетаат во ова магла. Се шалам, не е магла. Ако е магла,
ке има влажност. Тој приземен озон, кој што не сака да го прифати ниту една влада во Република Македонија овие 20 години. И не мора веќе никој да го прифати. Ова е тој македонизам за кој што сум се борел со сите вас, за кој што треба да го прифатат, а дали ќе го прифатат е нејзино право. Се е толку лесно и едноставно. Најголемото зло на Македонија, Паско Кузман, го повикувам во било која сака телевизија, со било кој новинар, да дебатираме за уништувањето на Кочани и за сето оно што е дозволено на Кочани, да биде центар на криминалот на цел Балкан. И зошто им е дозволено сето ова на кочанчани? Затоа што целата вистина е тука. За Бела. За сето оно што значи Македонија. Мислете, случајно им е дозволено Кочани да биде центар на криминалот на цел Балкан? И некој верува дека 4 мокници имало градоначалникот Коле, некогашен, градоначалникот Радко Сорос, пратеникот Ванчо Деликатес, и кој е четвртиот? Алекс Сладката? Или Бетон Штип и Сашо Мјалков? И тие одлучувале што треба да се прави со Кочани. Со моje Кочани. Зошто? Тие одлучувале дали ова треба да воскресне или не. Тие се боговите. Тие се светците наводно во Кочани. Тие одлучуваат која дискотека треба да работи на црно, Агапи да го тепаме секој ден со инспекции, со полиција. Тие одлучуваат кој да плаќа рекет, а преку него да кријат ДДВ. Тие одлучувале и да убиваат. Во Кочани македонци мои има многу нерасчистени убиства. Наводно скокале од брана, а не скршени. И така натаму, и така натаму. Но се има свој почеток и све има свој крај. Археолошкиот туризам со вистината за Филип, за Архелај, за Александар, за Клеопатра VII, која што цел Египет го пренесела овде, во времето на Марк Антониј, за Исус. Сакале вие потршковци на Лондон или не, ќе воскресне. Затоа што ерата на Лондон завршува, а доаѓа ерата на повторното воскреснување на Македонија. И ова вистина вие македонците ќе ја откриете, поради тоа што стомакот веќе почнува да работи. Ако га работи стомакот и цревата, тогаш вие самите ќе го докажете ова што Владо Павлов 20 години би го промовирал. А се е толку едноставно. Транспарентно, со Музеј на Република Македонија, сите заедно, обединети македонци од цел свет, да ги пуштиме скенерите и да видиме дали овде некогаш постојала гробница. И дали таа гробница е празна или полна. Што е толку страшно? Што е толку болно? Јас не знам. Зошто е толку страшно?
транспарентно сите македонци обединети, да видиме конечно археолозите да одработат нешто кое што е од големо и суштинско значење на Македонија. Ајде ќе одеме по нив, да го провериме овај рид. Кога ќе направиме пресек овде, една линија, и ќе одиме лево и десно, имаме исти димензии. Ова е таа природа која што гледате, идентично е лево и десно од центарот на ова ридче. Ајде, овде е клучот на сите нас. Клучот на сето она што значи Македонија. Клучот на вистината за Македонија, а не клучот на зацементирањето преку урбаната мафија, во кој учествуваат Радко, Ванчо, Колето и Змијалков. Ајде, македонци, мислите дека овие самопрогласени богови вокочени во цела Македонија се уште можат да одлучуваат кој треба да живее, а кој треба да умре и се представуваат како во улога на светци? Штета не и текнало. И овде, на ова ридче, ке никнеше стамбен комплекс. Голема штета што не и текнало. Или го оставиле за некое идно време. Како тоа што го прават со Текешински лозија. Како тоа што го прават и сакат да прават со Панагюр Кочански. Како тоа што сакаат да прават со Монополски Бавчи, каде што е монополот. Како тоа што го направиле со споменикот од Ноб, кој што нема ни не буквата од Ноб. Како тоа што го направил Тито со изградба на споменикот Асном во локалитетот Барутница. Ајде да се увериме, па да видиме кој е забеганиот Владо Павлов. Кога ќе видиме дека сме во право, тогаш ќе ги прашам сите со име и презиме, а ги имаме запишано, начело со домашниот издајник. Зошто и за кого вие одработувавте? Сите со име и презиме се запишани. Како денес, со име и презиме ви ги представувам 4 богови. Нели? Вода, земја, воздух и оган. Ама петиот им фали. А петиот е етерот. А етерот за овие 4 газди накочени е Англија и Лондон. Е таков е патриотизм на овие кочанчани на цела Македонија. Таков е нивниот патриотизм. Фала Богу што полека родителите доваѓаат на себе, па се освестуваат што Владо Павлов кажал од 17 март, па гледаат дека нема ни фирма, нема ни ништо. Фала Богу што сватија дека газда Деко не е Бог. Току има над него 4 бога вокочени. Или полубога. А петиот етерот е Лондон. Затоа што детонатор не се погреба. Детонатор Радко и Деко го воскреснаа од Пулс. После случувањата со детонатор 2012 година. Затоа е се дозволено укочени. Затоа е се дозволено. За да не се открие вистината која што Владо Павлов е промовира 30 години. И затоа секој може да прави што сака. Бидејќи кочани е држава во држава. Таму има други закони. И со таа криминална банда
Владо Павлов и сите вие имаме се уште војна. Дали видовте со кого ние имаме војна? Ако на сето тоа се надоврзиме и со пронаоѓањето на матицата, која што секако потекнува од овде, и е калаус за вистината на Македонија, калаус за оној кој што бил погребан овде, оној на кој што е празна ова гробница. Тоест, каде е однесен? Затоа Владо Павлов требаше да биде мртов. И се уште веруваат дека Владо Павлов ќе биде мртов. Сите овие кои што веруваат дека можат да се напатират поради македонизамот. Затоа беа сите сценарии, а само тие знаат колку ме посакувале мртов. Каде што се знае кој чипс ке продава на туристите. Се знае кој пиво ке донаса. Се знае кој ке праве хотели. Ама затоа требаше лажниот гроб да воскресне во Свети Николе. Каде што ние требаше целата наша енергија, насакање и љубов да ја пренесеме на некој римски император, криејќи се позад името на Александар Македонски. И кого вие ќе уживувавте? Затоа Владо Павлов требаше да биде мртов. Затоа што Владо Павлов ова не го прифати уште во времето на Никола Груевски. Да ве лажам дека гробот е во Свети Николе. Каде што најголемиот патриот, покојниот Ниче, беше првиот што работеше на таа тематика со чипското лоби. Па не може Свети Николе да е поголемо од чипското лоби? Дори Скопје 2014 е синоним на чип. Сето тоа што е праено со Скопје 2014 со геоглифот е дело на Штип и на штипското лоби. Каде што требаше нашиот цар на царевите и крал на кралевите да биде погребан на геоглифот и да го живувате тој што не е таму. Како што денес во Грција се оживува некој друг сопруг на епирската кралица Корнелија, а не Филип. Тој е убиен и исечен на парчиња. Во друга прилика ќе ви кажам кој е тој. Во една битка со нашата македонска Богородица, Клеопатра VII, исечен на парчиња и запален. И таа пепел во нашиот кутлеш во денешна Грција е наводно на нашиот татко Филип Македонецот. И сите ние кои што ја испракеме енергијата таму, од се што е украдено од овде и однесено таму, преку сите овие што се денеска и во Кочани, каде што преку урбаната мафија се уништува секој дел, локалитети и се оно што е поврзано со Кочани. Така е, четворката богови, нели, на Кочани. Вода, воздух, земја и оган. Вие ги распоредете. Јас знам кој го символизира оганот, кој символизира земјата, кој символизира водата, кој го символизира воздухот. Ајде ги ви го споменам само колето.
кондуктерот. Тој го символизира воздухот. Поради добрите врски што ги имаше со НАТО на времето и со Бил Клинтон. И лон системот на конфекции. Тоа си е нивна дарба, нека работат, никој не наоѓа мана. Милиарди евра дека имаат. Ама немојте да ми го уништувате моето културно наследство. И да молчи цела влада на Македонија и денес и овие 30 години. Каде што доживотно еден од најголемите виновници за овие маркици, за овие градење на комплекси стамбени, за овие парцели врз локалитети е Ратко Сорос и вахабиста. Тој што живее до Пулс и не знаел ништо за Пулс, кутрио тој Ратко. Не знаеме ништо. Не знаеме ништо. Ама покривот, кога има снег, не е толку бел на газдадеко од кокаинот што имало на покривот. Не знаеме ништо ние. Каде што не случајно прскалките го запалија покривот и падна. Ама тоа е заслуга на некој што предупредуваше, на некој што кажуваше, на некој што се бореше, и заслуга на 100% кочанчани, кои што ми смејува, кои што ме подценува, кои што ме праваја за беган. Ама затоа некој денес ќе каже: ние не сме виновни. Не. Се додека родителите не ја признаат вината, вистината ќе се крие. Бог сака секој да си ја признае вината. Секој до еден да си ја признае вината. Да не се вадаме дека тој ден било концерт, каде што има и други денови каде што биле малолетници. Имало малолетници на стриптиз барови кога имало таму. И кога фрлале топки па не се запалил таванот. Не можеме да обвинуваме некоја, да не почнеме од нас. Се додека родителите не си ја признаат вината дека дозволувале, се додека вистината не ја признае, се додека не ја признаеме вината, вистината ќе бега. Слушајќи ги кај Васко Ефтов, како да се слушам јас, ама никој од нив не знае да каже, да праша. Благодарам, Владо. И така натаму, и така натаму. Слушајќи ги кај Васко Ефтов, дојдов до заклучок колку ние сме себични и мизерни. И колку ние денес сега, наводно после се друго сме се освестили. Ама до вчера не знаевме кои се тие, нели, во урбаната мафија, не знаевме кои се сите тие, сега ги знаеме сите. Како што не знаеме, нели, на 3 метра до железничка пруга, на старо место, ветеринарна станица у Кочани, се гради стамбен комплекс. Кај се транспорт и врски? Кај е општина Кочани? Кој му дал маркица да граде Банчо деликатес зграда тука? На 3 метра до железничка пруга. Каде овде има закони? Ама некогашните од СДС ќе велат: шефе, банка. Види го Владо што збори за тебе попито. Шефе.
Сега цело кочели трчеке Ването. Да му каже, шефе, мои кочанчани, еве ви го шефо Ване, чувајте си го. Ставите си го Дедо Мраз дома сега. Нека ви биде Дедо Мраз во сите куки. А се мртви гроби ще направи. Ја откупи стокомна куќа, ништо нема да работи. Правеше сала во близина на моето место, ни еден дуќан не работи. Ама парите си ги зеде тој. Со вашите пари тој го праве тоа. И тоа е паметниот. Ама ова е забеганиот Владо. Поздравете го шефот Ване. Шефе. Ше да правиме, шефе. Мои кочанчани. Бидете живи и здрави, не ви наоѓа мана. Секој има свој избор. Погледнете ги сите луѓе во Основен суд кочани. И земете еден список. И пишувајте. Овај е од шефот Ванчо Деликатес. Штиклирај го. Овај е од шефот Ванчо Деликатес. Штиклирај го. Ова е од Радко Сорос и вехабиста. Штиклирај. И ке дојдете до заклучок. Кој ни го арнисува градо? И кој ни го градо направи пепел? И тие денес одлучуваат. Ако тие четворицата одлучиле дека треба да го послушаме Владо Павлов и треба да работиме на археолошки туризам, тогаш ќе го бараат Владо и под дрво и под камен и ќе почнат да работат со делата на Владо Павлов. Ниту Светитино може да ни помогне сега. Затоа што тие четворицата биле поголеми од нашиот премиер Тино. Жално и бедно е сето ово, македонци. 20 години. Ова дело беше за вас. 20 години шетате во лабиринтот на Минотаурот. И малку е ова што доаѓа инфлација. Ке дојде ден кога една плата на буџетот, независно дали е учителка или воспитачка во градинка, ке вреди едно кесе. Една цела плата ќе ви биде едно кесе. Зашо поправо? Само поради тоа што одете до фанатизам. А Бог е трпелив и милостив. Ке чека сите заедно да се обединете за вакво дело. А не овде гробот да го зацементираме, а да го лажиме цел свет и народот дека е во геоглифот. Ама на тој пат еден човек стои, еден млад лик на времето. Абе лесно е со Владо Павлов, ке го решиме него. Шо ви е на вас? Лесен е он. Па затоа го пушта и Палче, мали Палче, да провоцира. Затоа и последните случувања со домашниот шпион беа се провокации да ме наместат. Каде што кога ќе отидеш, пример, во водовод, одма се знае кој што треба да прави. Ама таму во водовод ќе кажат: шефе, Ване. Абе дојде човекот на Владо. Прашуваше како е можно толку вода да потроше како 2 базента да напуни во Карпош. Шефе, ме слушаш ли, шефе, Ване? А кутри од Ване не знае глава кај му е. Ама затоа сите вие, шефе. Потоа ќе отидеш кај некој адвокат и тој: шефе, Ване, дојде Владо тука. Потоа ќе идеш кај извршител: шефе, Ване.
Мои кочанчани, град на агријанци, град на најратоборните на Александар Македонски. Еден шеф Ване ви е Дон Вито, Сицилија. Банкацо. Идентично како што на еден балкански бисер не го пуштивме шефот, пошто беше уредно поканет, ама бил пратеник, тој можел да влегува. И ние тогаш го безбедувавме балкански бисер и шефот Ване не влезе. И не сакаше да спадне доле кога го опуштивме. Ма затоа неговата охрана тогаш од публиката: "Шефе, шефе, шефе!" Бре, мои кочанчани, тој шеф ви ја испи крвта на сите вас укочени. А на него му помогна и другите тројца. И нека ви ја пие. То си е ваше право. Само не знам дали уште имате крв да ви ја пие тој шеф. И нека каже тој шеф зошто толку одел по Белград и по Грција последните месеци. Го прашува се македонското обединување. Зошто толку трчал? И го завршувам ова вклучување мое во живо со доказот кој што го имаме се македонското обединување, а тој е доказ овој доказ. Значи, го прашаме Паско Кузман и останатите кој е дипломатот што пренел 2 галвизирани кутии, една по 280 килограми, за да биде донесена до Македонија. Нашите сомнези се дали тоа што е донесено е поврзано со гробот на Александар Лажен во геоглифот Свети Николе, или Свети Николе според Владо Павлов е Дедо Мраз, Свети Нимрод, синот на Селимидот, кој што е и син и татко на Селимида, па замислете кој е Дедо Мраз, поради кој сум ставен на отстрел и поради кој што пречам поради моите докази со вистинската гробница. Ќе започнеме со една објава каде што е преведена во комуникациите што ја имаат, па дури го има и дипломатот кој што е поврзан со минувањето на името денес во Северна Македонија и дипломат кој што, како што гледате, имаме се што е донесено во Македонија. Еве повелете од Ирак до Македонија, 2 галвизирани метални кутии, тежина таа и таа, еве го и господинот, испратено 10 април 2012 година, чудна таа 2012, која што е поврзана и со градењето на Тигишински лозија, а исто така која што е поврзана и со започнувањето на дигањето на тензии за наводно пронаѓање на гробот на Александар. Инаку, кога сме кај цвеќето на живото, еве го господинот кој што не знае што носи, господинот кој што треба да биде откривачот на гробот на Александар во геоглифот. Нели, тебе те чуваме за крај. Имаше една песна, ајде да испееме сите заедно.
тебе те чуваме за крај. Еве го, со Сатрун Шешир, најголемиот поклонник на Англија, кој по ништо не се разликува од оние што ги споменавме работот во служба на Англија. И дечко го гледате, го носи цвеќето на животот, а цвеќето на животот најстаро, пронајдено кој што го чувавме ние се македонското обединување во олтар, е украдено по директива на Ова Ракочани и Ојо Кочани. Еве го господинот, кој што го чуват за крај, кој што треба да го отвори гробот, ама не може гробот да биде во пирамида, нели во Македонија нема пирамиди, Владо Павлов е забеган, ама затоа во Македонија имаме тумулуси. Дечкото кој што дочера кажуваше Александар Велики, ама сега наеднаш го споменува и Александар Македонски. Бизнисот со пирамидите му паѓа, ама затоа мора да се врате па Мичо Крокодилом од Леси, па Мичо Крокодилот од Кочани, потршкото кој што беше на еден лик кој што исто умешан со Скопје 2014, со име Минчо Јорданов, му однесе лик на Александар како да личе на Мичо тој Александар Македонски што е во високо денес. И тоа не е случајно. Владо Павлов беше првиот кој што му се спротивстави дека треба врвот на пирамидите да се користи за исцелување и за медитација. Кога сватија дека многу мина почнаа да се разболуваат кои што влегувале внатре, затоа што во секоја пирамида кога ќе влезеше исто кога да влегувате во микробранова печка, истиот тој пред врвот направи место за медитација на кое што стои цвеќето на животот. Ама затоа најстариот пронајден доказ во светот на вакво цвеќе на животот денес го нема. Е украдено. И овој со шеширот на Сатрун, на старецот, на кармата, исто така најверојатно не знае што е цвеќето на животот. Па јас ќе ви кажам, цвеќето на животот, македонци мои, е етерот. Цвеќето на животот, македонци мои, е негативниот јон. Е тоа што ние овде го правиме. Еве што е цвеќето на животот. Цвеќето на животот, македонци мои, се овие генератори кои што го произведуваат етерот. Цвеќето на животот, македонци мои, е македонскиот кутлеш. Еве што е цвеќето на животот, македонци мои. Затоа и Феникс од Макоргон настана. Бидејќи истиот овој со неговата екипа имаа за цел со мојот домашен шпион да го уништат, ама да продолжи цвеќето на животот во Босна. И ова е вистината, македонци мои, зошто Феникс. Феникс е духот, а духот е цвеќето на животот. Овој пулсар, кој што кај нас е најгорната стрелка и го означува љубовта. Еве го цвеќето на животот, македонци мои. Ова е цвеќето на животот што му треба на секој денес. Цвеќето на животот е запалката што го пали кислородот во нас. Цвеќето на животот е негативниот јон. Без цвеќе на живот нема живот на земјата. Цвеќето на животот, кој што го представува
дечково со шешир од Сатрун, поклоник на англискиот двор, за кој што за него ја чувале наводно вистината за крај, кој што треба, нели, да биде крунисаниот пронајагач на гробот на Александар, во тумулусот во геоглифот, а Паско Кузман нема да го пронајде, ама ќе учествува во отварањето. Македонци мои, си играте со оганот. Си играте со оганот. Ама тој е одлучено да биде така и ќе биде така. И кога ќе веруваат сите овие, начело со Лондон, дека ќе успеат да го излажат целиот свет дека Александар е мртов и дека ова е негова гробница, тогаш на истото место црнилиште ќе има Армагедон. Ете така. Ближи се денот. Многу близко е. Таму кај што ќе верувате дека ќе успеете, како што користите многу дела од Владо Павлов. И многу се нафатиравте од Владо Павлов. И затоа Владо Павлов ви смета на сите вас. Бидејќи е тешко да кажете, како што ви е тешко да кажете денес, дека прв кој што уште пред 20 години се бореше да пиеме во стакло. И дури денес ви објавувам работи колку е штетна пластиката. Барем вие, кои што поминавте преку Владо Павлов, кажете еден убав збор, дека јас секогаш ви велев пластиката да ја испрнете од употреба. И вие кои видовте бенефити, малку кажете, не ви ноѓа мана. Не треба да бидете себични. Треба да бидете единствени. Треба да бидете обединети. Ако сте имале благодет и во најопасните денови од живото, некој бил до вас, ви е помогнал, треба да си ја отворите душата. А не да отварате меѓу вас. Затоа што некој друг однадвор чека на грешките наши и на сето она што ние денес го правиме. Затоа ќе биде Армагедон. И затоа во Македонија ќе имаме Армагедон. И немој да верувате дека сите овие политичари ви ја направија Македонија. Немој да верувате дека Никола Груевски го правеше Скопје 2014. Не, македонци. Сето ова што се прави, го прави Англија за пречек на Антихрист. И затоа треба реинкарнираниот Антихрист од некој негов претходен живот да биде ставен во геоглифо. Каде што сите вие почестите на Александар Македонски ќе му ги дадете нему. Антихрист е центар на злото. Е така да знаете, македонци мои. Ама јас сум среќен. Зошто? Затоа што кога тој е тука во Македонија, тука е Исус. Па ајде да видиме на ова вага на темнината и на светлината кој ќе победе во ова ера на рибата, кога веќе денес е максимот на темнината и почеток на светлината. Баш ќе видиме. Светлината не може да се сокрие. Светлината ќе воскресне. Колку и да ви смета на сите вас. Ете, имате на ум сега нешто друго. Јас и понатаму ќе продолжам да бидам низ Македонија и да докажам
дека ние сакаме Македонија со дух, ум и фанатизам и дека ние не бараме ништо за нас, нити од премиерот Тино, нити претходно од Ковачевски, нити по од Зоран Заев Грила сме барале. Се сами се финансираме за ова големо дело што сме го пронајделе. Се сами направивме во овие иноваторски дела, каде што најсрекни во маглата се грдите, кога излегнат никој не ги гледа. Ама поубаво некој да е грд, отколку ли да е грд внатре. А многу има што се гради внатре. А за такво дело иноваторско, како што знаат да ви кажат политичарите, се одделува 3% од бруто националниот доход, каде што тука некаде се иноваторите и судиите и обвинителите. Ама ние за нашите дела не сме барале ниту динар од ова држава. И нема да бараме. Еве нека не биде сведок секој оној дека сето тоа што го правиме за Македонија. И не бараме ништо од премиерот Тино или претходно или некој друг во иднина. И така ги докажеме на сите дека ние сакаме Македонија со дух, ум и фанатизам. И тоа е моја должност и ваша должност да дадете од себе за Македонија, а не да чекате да перете пари од владата на Македонија и да бидете патриоти големи. Најголемите патриоти сте вие сите. Ама патриоти за тендери. Кога се во прашање тендерите, сите се претварате у македонци. Никогаш нема да бараме ништо. Затоа што ова е Македонија. Централна Македонија. И нема да дозволиме на Вавилонската блудница, која што е ЕУ и Брисел, настаната од Грција, каде што староседелците на Атина денес се во Брисел, а Грција ја оставија на крстоносците. Ова е Македонија. И нема да дозволиме Јужна Македонија да биде Атина, а ние Северна. Ова е Македонија. Северна е Бугарија, Јужна е Егејска Македонија. Зато им смета ова. Зато Кочани е најкриминален град во цел Балкан. Се е дозволено таму. Само да не се открие вистината за Ајга Еге и Бела. Појасно ли ви е сега? Па не може Еге, кој што е алатка за полирањето на кристалите, да биде во Грција, каде што нема ниту еден рудник за кварц, а цело Осогово леже на кварцна плоча, неубавиот кристал, кој што бил жезл на атлантингјаните и на македонските цареви. Не може доле да биде Ајга Еге кога нема ниту еден рудник за сребро. Латински израз што е за Ајга Еге? Аел. Латински израз кој е на среброто? Што представува престолнината на Архелај први и претходно на Пердик? А ние овде имаме 3 рудника за сребро. Свиланово, Бранаградче и Осогово. Па каде може да биде? И сега треба да му дозволиме на Радко Сорос и Ванчо Деликатес да се договорат кој ќе прави згради на Панагюро Кочански, каде што под него е ковачница. Ај, молам ви се, уште тоа остане и тоа да го уништиме.
а храмо на светлината го уништија горе Алекс градите. Кочани требаше да биде во Бејрут, каде што бил градо. Таму требаше да прави Алекс. Ама некој знае што прави. Некој будно го следел Владо. Па затоа и го прави на место на локалитети. Најлесно е да се зацементира вистината за Македонија. Затоа Кочани е централен град на најголемиот криминал на Балканот. И затоа е се дозволено таму. Затоа таму се прави. И затоа сите велат, не е никој виновен со пулс. Ало, од 2012 година таа фирма работи на црно. Јас се шалев со стечајната постапка. Ви ја споменував да сватете дека нема стечајна постапка. Дека таа фирма работи на црно. Од 2012 година нема фирма. Кого тужите вие? Затоа се шалев. Кој ја водел стечајната постапка? Кој правил стечајна маса? Колумбија е Кочани. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Ама и над Колумбија, и над Кочани како Колумбија е Бог. Ќе завршат пакичињето од Дедо Мраз. Па ќе го видите сите вистинскиот Дедо Мраз. И вие кои што се радувате на пакичињето. За Свети Нимрод. Таткото и синот, истовремено тој е и син и татко на својата мајка. Кој што некој сака да ви изманипулира дека тој е Касиопеја. Да се разбудиме македонци, уште малку време имаме. Да сте ми живи и здрави, чувајте се.